Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Еротеј, светиот Стефан Штилјановиќ и преподобниот Амон. Свештеномаченикот Еротеј бил другар на светиот Дионисий Ареопагит и малку по Дионисија ја примил верата Христова од апостолот Павле. Подоцна овој апостол го поставил за епископ Атински. За време на успението на Пресвета Богородица, Еротеј се јавил во Ерусалим и учествувал на погребението. Со своето божествено пеење привел многумина кон срдечно умиление и себе се покажал како човек од озгора надарен. Многу се потрудил на евангелското дело. Многу незнабожци обратил кон вистината. Добро го упатил своето словесно стадо и најпосле маченички завршил за Христа, кој му дал двоен венец во своето царство небесно. Венец на иерарх и венец на маченик. Светиот Стефан Штилјановиќ бил српски деспот, роден од Паштаровиќ. Управувал со српскиот народ во претешки прилики, борејќи се храбро против турците и латините. Како Божи праведник и родолюбив, овој кнез може да се спореди со светиот Александар Невски или со светиот Јован Владимир. Се упокоил на почетокот на 16-тиот век, според некои во 1515 година. На неговиот гроб ноќе се појавувала светлина според која и се пронајдени неговите свети мошти, кои долго почивале во Фрушкогорскиот манастир Шишатовац, па за време на Втората светска војна се пренесени во Белград и се положени во соборната црква покрај телото на кнезот Лазар. Неговата жена Елена, кога ги видела нетрулежните мошти на Стефан и чудата од истите, се замонашила и се предала на подвиг до смртта. Преподобниот Амон, египтјанин по род и лозар по професија. Неговите роднини и покрај противењето го ожениле, но тој не сакал да живее со жената, туку од првиот ден ја нарекол сестра и ја посоветувал заедно со него да ја чуваат својата девственост заради возвишеното богатство на небесата. Така со жената поживеал полни 18 години. Потоа, со договор, жената основала женски манастир во нивниот дом, а Амон отишол во Нитриската пустина, каде што се предал на отшелнички подвиг. Примил големи дарови на видовитост и на чудотворство заради чистотата на своето срце. Некој маж и жена му го довеле својот побеснет син со молитва да го излекува. Амон никако не сакал. По долго настојување на родителите, Амон рекол: во вашите раце се и болеста и здравието на вашето дете. На онаа вдовица вратете и го украдениот вол и вашиот син ќе оздрави. Изненадени родителите од таквата видовитост на светителот, го признале својот грев и ветиле дека штом ќе дојдат дома ќе го вратат украдениот вол. Тогаш светиот Амон се помолил на Бога и детето оздравело. Амон бил близок другар на светиот Антони Велики. Кога Амон завршил во Нитрија околу 350 година, светиот Антони од својата келија ја видел душата на Амон во височините и им рекол на браќата: денес се представи Ава Амон, еве ја гледам неговата душа како ангелите ја носат на небото.
Tău.